Политичката партија Левица поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија со кој што ја спори уставноста на донесениот и прогласен закон за попис. Основите по кои што ја спориме се 4 на број. Прво, сметаме дека спроведување попис во време на пандемија е спротивно на позитивното кривично право. Имено членот 206 од кривичниот закон предвидува кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, додека членот 39 од Уставот вели дека должност на секој граѓанин е да го чува и унапредува како сопственото, така и здравјето на другите. Имено десетина земји во светот, како што се Србија, Романија, Бугарија, Германија, Ирска, Шкотска, веќе почнаа да ги одложуваат своите пописи токму поради шизофреноста да се спроведуваат овие обемни статистички операции во време на здравствена криза. Вториот основ по кој што го спориме овој закон е тоа што тој е спротивен на задолжителните норми на меѓународното право и на стандардите на Евростат и на Обединети нации, имено со цел да се шверцува во собраниска процедура. Му беше ставено европско знаменце, но сите 5 EU регулативи кои што се наведени во суштина се лажно фингирани, затоа што нема ниту дел кој што ја уредува оваа проблематика онака како што тоа го бара Евростат и Обединети нации. Значи нема законски дефиниции, нема утврдена методологија, нема образец на прашалник, нема резидентно население и слично, така што има мал милион пропусти кои што им даваат право на попишувачите, односно на директорот и заменик директорот кој што има врзан подпис да го фингираат пописот. Трето, сметаме дека е спротивно на неповредливоста на домот и ја повредува приватноста гарантирана во Европската конвенција за човекови права, со тоа што дава можност да се даваат лични податоци кои се законски заштитени за одсутен член на домаќинството, што е спротивно на праксата дури на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. И четвртиот основ по кој што го спориме е владењето на правото, имено законот за попис е во директна колизија со дури 3 специјални закони кои што се однесуваат на системот на кризен менеджмент, кој е веќе покренат. Имено до 30 јуни ние имаме прогласено кризна состојба и до овој датум не е возможно правно да се спроведе попис. Тие закони се законот за управување со кризи, прв, законот за заштита на населението од заразни болести е вториот закон и законот за заштита и спасување е третиот закон. Сите овие закони кои го активираат системот на кризен менеджмент приоритет даваат на човековото здравје и на човековиот живот, а не на некакви статистички операции. Затоа предлагаме пописот да биде одложен барем за 1 година.